Добро вечер. Недела 22 часот. Јас сум Васко Евтов, ова емисијата во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Вечерва интервју со Бобан Утковски. Едно ексклузивно интервју, одлично интервју, трае некаде 80 до 85 минути. Интервју кое ќе биде посветено на случувањата во Кабул, во Афганистан. Од 2012 година, па до пред една недела, Бобан Утковски беше обезбедување или припадник на одредени агенции за обезбедување кои работеа во Афганистан, во Кабул. Претходно повеќе од 20 години припадник на македонските специјални единици. Заменик шеф на обезбедувањето на Борис Трајковски, припадник на единицата за брзи интервенции во текот на војната 2001 година. Што значи збор за специјалец, истрениран, по последните 9 години работи како обезбедување во Кабул. Работи во еден од најголемите кампови, да не речам најголемиот приватен камп во Кабул. Имал 4 борби со талибаните, како што самиот кажува. Може да направи добра проценка што се случува во Кабул, безбедносна, политички и секаква друга, бидејќи не е човек кој раскажува врз база на тоа што го видел или го прочитал на интернет, туку бил на лице место. Ајде да видиме што де факто се случувало на лице место, една ексклузивна, одлична приказна интервју со Бобан Утковски. Бобан Утковски, ќе разговараме за Афганистан. Колку време бевте во Афганистан? Па скоро 10 години. 10 години? 10 години. А и личите вака сега? Се знаеме ние 20 години, имиджот ги имате сменето. Па го имам, да. Да се прилагодите таму. Во секој случај, треба прилагодивост, да. Ке можеме ли да кажеме кој е Бобан Утковски, бидејќи во Афганистан не се стига така, не може било кој да седне, дојде во Афганистан и да работи на такви работи како што сте работеле вие. Кој е Бобан Утковски и како стигнува во Афганистан, за да можеме да раскажеме приказната сега што се случува во Кабул, во Афганистан. Вие во истото евен се враќавте што е снимано овој авионов, нели што се закачува афганистанци, 863 патника што имаше. Со таков авион се вративте, нели? Со таков C-17, да, со таков. C-17. Не со истиот кој што беа тие околу 860 патника, јас вака со помалку луѓе бев, него со истиот тип. Само тие, само со амерички. Ќе објасниме како се стигне, но кој е Бобан Утковски? Па, Бобан Утковски е татко. Е татко на 4 деца, кои што 10 Афганистански просек. Афганистан, типично, близко до афганистански. Близко. Не сум се уште, значи за афганистански ми треба 5. 5 значи треба. 5. Значи 5 до 10. 5 до 10, од 5 нагоре веќе, но сум на таа линија. Инаку Вие бевте во специјалните единици, нели? Да, јас сум во дете од МВР, јас сум од 91-а, вработен во МВР. Имам поминато 8 години во специјалните единици, потоа имам работено како заменик шеф на обезбедувањето кај Борис Трајковски, исто заменик командант на единицата за брза интервенција, имам работено во ЕБР. И као крајно решение пред овакво добив, нели тоа малце кратко траеше како помошник директор на јавна безбедност во одсекот на специјалните единици. Тоа беше и потоа. Значи целата кариера ви во специјалните единици? Да, во специјалните единици. 2001 година исто сте во специјалните единици. Да. Вие сте ке Борис Трајковски, заменик на Златко Кецкос. Да, на Златко Кецкос, заменик него. Како се стига во Афганистан, Утковски? Како може да се стигне во Афганистан и како вие стигате во Афганистан? Пред се, за да се стигне во Афганистан, се зависи на која позиција. Ако јас би аплицирал за водовоđија или за електричар, многу полесно би се стигнало, но во однос на таа работа што јас сум ја работел во Македонија и за работата таму што е како, нели, за обезбедување или они го викаат close protection, треба да имаш доста стаж. Без стаж во МВР или во АРМ многу е тешко да се влезе на одредена позиција таму. И бевте во обезбедување во Афганистан? Да, во обезбедување и на објекти и на ликови. Исто како што 6-та управа работи во Министерството за внатрешни работи, значи во тој сегмент. Што значи 6-та управа? 6-та управа е што ги обезбедува VIP личности. VIP личности, да, VIP личности, сето тоа исто пренесено таму на малку поинаков начин. Значи вие сте били обезбедување во Афганистан 10 години или скоро 10 години? Скоро 10 години. Сте работели во овие кампови, каде сте работели? Во кампови не како што се војни бази, ако мислиме на војни бази, таму не. Него имам работено во приватни кампови, значи во приватни, надвор од тие војни бази
имам работено нели со клиенти кои што им треба обезбедување, првично се вработуваш, како се доаѓа таму. Значи мораш да имаш искуство, Значи аплицираш. Аплицираш, можеш да аплицираш ти 10 години. Мораш да имаш инсайдер внатре. Мора да имаш некој што дава гаранција за тебе, затоа што тек така да отидеш таму, и јас сум некој си Бобан, што е нели no-name во Авганистан, Значи, некој од натре гарантирал за вас? Значи јас имав другарче сега што ме повлече таму, значи голема благодарност до него. Заедно работевме кај Борис, со тој човек. Кај Борис Рековски. Да. Значи заедно работевме со него. Тој отиде пред мене. Пред мене отиде, доби убава позиција. Значи дечкото од господинот доби убава позиција и стапивме во контакт и Како се оди тамо, преку некоја странска фирма, фирми има кои тоа? Да, странска фирма. Да, мора преку странска фирма. Вие преку каква фирма? Преку која фирма? Па тие се странски фирми за обезбедување. Мораш да аплицираш, некој да даде од Американски се тие фирми или? Па сега они се има мешани, има амерички, има британски, има мешани, што има и сопственици, косопственици што се појавуваат и афганистански. Сега зависи каде ќе одите, но сите работат на исти принцип. Вие бевте преку британска или преку германска? Последнава е работев, може и се уште работам, не знам, преку е британска фирма, да, британска фирма, работам. Ми покажувате овие беџови пред да снимаме? Да. Или тоа се тајни беџови кои не смее да се да се објават? Да. Но со тие беџови може да се патува, единствено со тие беџови можеше да се патува низ Авганистан. Да, низ во воени бази да влегувате, инаку забранете акцес од влезот е забранет. Коски сега да расчистиме на почеток. Значи имаме наши контингенти кои се во рамки на структурите на НАТО, структурите кои се во Авганистан. Тоа е една работа. Тоа е една работа. И имаме еден голем дел на овие кумановци или од Куманово кои работат во Авганистан, веројатно тие се логистичари, логистичари се дечки. Значи тоа веројатно за нечи логистика, да. Кувари, готвачи, така. Цела логистика што треба да ја одржава, тој камп да го одржаваат, независно кој го држи, дали британци, дали американци, дали НАТО структури мешани, тоа е веќе... И вие сте значи на трета структура. Трета структура надвор и што работи на улица, на тркала, што веламе на тркала. Во приватни кампови. Да, во приватни кампови живееме, приватни кампови обезбедуваме, клиенти обезбедуваме, затоа што... Со фул борбена опрема. Без ман нема шанси без тоа, нема. Панцири. Се. Панцир, долго оружје, се зависи од компанијата, значи од моќта на компанијата ти дава и таков вид на оружје, јас сум почнал со Калашников и сум завршил со Хенел, со германско оружје, така да. Зависно како ви се прави левел градацијата како гледав таа германска пушка, мислам на фотографите што. Да. Добро, пушка вака како што. Одлична. Полуавтоматски затоа што законот во Авганистан не дозволуваше автоматско оружје да имаат security, значи приватните компании почна веќе одредени рестрикции да прават. Некаде 5.65 мм за 5.65. Се гледа дека е дека. Да, со сите нишани. Коси, ке може ли да ми објасните, пошто ние нели не сме биле таму. Ние слушаме, гледаме и така натаму. Што значи приватни кампови? Како би ги дефинирале ние приватни? Значи, еве имаме Бон Стил. Во Бон Стил е сместена американска, значи најблиско што можат македонците да направат некоја споредба, некоја компарација е на 40 км од Скопје. Бон Стил, тоа е во близината на Урошевац. Тоа е воен камп на НАТО. Добро. Но вело дека во еко тамо на најголемата сила имало 4-5-6, колку тамо 10 или какви се овие кампови? Не се под контрола на НАТО, но се кампови. Можеме ли да тие се приватни кампови што ги држат приватни моќници таму, кои што исто имаат дали се условно дали се афганистанци, дали се од Пакистан, значи домицилно население што го држи, као газда се појавува таму и нормално тие мора да вработуваат експати како нас, за да може да дојдат странски клиенти. Не може затоа што довербата клиентот што доаѓа, тие странски клиенти значи живеат таму. Да, живеат затоа што немаат место за нив, нема место да живеат во камповите и така им се одредени. Они живеат во приватни кампови, а одат, значи јас сум ги сервисирал.
живее во наш камп во приватен, аз сум го сервисирал до ISAF или до тогашен ISAF или Арес кампаунд, го носиш на работа, потоа го зимаш и така. Значи работи или во некои кампови војни или Да, во во Светска војни. банка, Или во Светска банка, некоја да, мокна компанија, точно, да речеме, што е точно, присутна во точно. или не знам од овие кинески компании што сега велат дека ги истражуваат литиумите и така, односно наоѓалишта на литиум, или велат дека најголемите после Боливија во Авганистан били, дека Авганистан на билиони лежал рудни наоѓалишта. Да, има такво истражување со мешана структура од кинези и од американци, бев прилика околу 2500 надморска висина. Да, истражува, бевме таму цел ден, но мислам дека тогаш беше договорено со талибанците. Талибан, затоа што беше 2013 или 14, ако не ме фаќате за збор. Значи беше договорено затоа што све е договорено. Така испаѓа дека све е договорено. Ако не беше платено, ние не би можеле да поминеме, затоа што имаше доста тесни грла. Тесно грло кај што е патот многу е лош, собран, кај што може лесно да ти направи заседа. И значи договорено беше. Значи ќе дојме до Авганистан само за камповите. Значи таму луѓето се живеат во камповите. Нормално тие се градови, мали мини градови. Значи како мини градови се. Мини градови се. Вие служите како неко обезбедување на тие мини градови. Да, таму има поделба, исто внатрешно има поделба, луѓе што работат чисто статика и луѓе што работат како мене close protection, што работат само со клиенти. Значи има и тоа и тоа. Значи тоа значи дека во тој камп може да има и кафичи, и кафани, и место за живење, се теретани, значи како мини градчиња. Да, и базенти, значи базени. Да, базенти имаше, да. Значи вип личности. Да, затоа што се наплаќа за сето тоа, што имаш подобар, значи две работи. Прво, безбедноста на кампот, да го бие добро име, за да можат клиенти да доаѓаат, затоа што ние сме имале во тој камп кај што бев на почетокот во златното време околу 2000 клиенти сме имале. Во кампот? Да, тоа е сериозна бројка. 2000 луѓе што тоа е најголем камп во Кабул на времето. Најголем, да. Добро. Веројатно не сте прашале, но сте слушнале. Клиенти кои живеат во такви кампови, колку месечно треба да платат за да живеат, за да им биде безбедно во такви кампови? Зависи, на почетокот беше многу скапо, сега зборувам од 2012 над 150-170 долари беше во ден. На ден? На ден. Значи се плаќа дневно. Во наводници како кирија? Да, се плаќа дневно и тука имаш фул сервис има, значи фул сервис има со храна, спиење, лондри за перење, значи тоа е се име. Едино нели нормално кој да купува ќе си купи од свој џеб во продавниците. Сега сите се експерти за Авганистан, нели? Да. Кој ги читам на социјалните мрежи, посебно на Твитер, таму значи такви експерти. И одеднаш од короната стана експерти за Авганистан и сега све знаат за Авганистан. Но и то еве јас велам, за Авганистан сум знаел 2 или 3 работи, сум знаел за талибани, сум знаел за муџахидини, сум знаел за советите што влегу 1979 година, за Осама Бин Ладен дека таму има поддршката и сум знаел за хероините или за овие полиња на мак, што таму се имат одгледувано, кај што вела дека милиони, да не речем милиарди се прават, дека тие полиња се зголемени во времето на американското присуство во Авганистан, дека тоа се третирало како дел на национална култура, на националната култура. И тоа не се тоа сме знаеле ние за Авганистан. Да. Што е Авганистан, пошто вие сте били од 2012 година таму? Како вие би го дефинирале Авганистан? Јас пак да кажам, јас сум градско дете таму исто во Кабул, значи не сум одел по тие полињава. Значи во градот? Да, во градот, да. Јас сум градско дете таму, да. Колку милиони жители има Кабул? Не знам, они го велат дека од 3 до 5 милиона има жители, не може никој не е попис направен, само знам дека е многу народ. И тие немаат попис? И тие немаат, затоа што ќе им направиме ако треба, ние сме експерти за попис, ќе им пратиме екипи таму, ќе им направиме нив еден попис онлайн. Кога они избори, кога време на избори, место кај нас се дознаваат резултати за нели до 12, ако заврши во 8 за 4 сата ги имаме резултати, таму ќе треба да поминат 6 до 8 месеци со милион преправки за 6 до 8 месеци. Да, и тоа нема и после пак е вин-вин ситуација, ги делат работите, тоа може. Кабул е на 1800 метри над да, скоро и 1800, 1760, 1800 метри. Се живее вака, како е? Суф е воздухот, се живее, температурата е идентична како нашава во Македонија. Идентична. Американците има голема база доле Џалалабад. Они имаат Џалалабад, таму доста голема база, имаат внатре во Кабул исто така имаат база,
таа е исто во аеродромот. Значи аеродромот е подален, нели ова што се гледа на снимки, што влегуваат од една страна, тоа е цивилниот дел и е воен дел. Самата писта го дели кампот, тој камп воен и цивилен. Значи аеродромот е на два дела. Да, пистата го Овие дели. полетите се сега од војниот дел на... Да. Пошто Тоа е цивилните на иста писта се, само они ја обезбедуваат, ги туркаат од друга страна да помине за да можат авионите да летат, мада гледавме по снимки што имаме снимено материјал дека они се Уткоси, Кандахар им беше центар на талибаните во првиот мандат. Сте биле во Кандахар? Не сте... Реков дека максимум имам Џалаба до доле си имам спуштено, тоа е околу 137, многу добар за 137 километри, многу е добар за патување условно, има добар пейсаж има за гледање кар песте. Се спуштате? Да, многу се спушташе, многу фино, а патиштава нормално дека не се добри, се вози така несовесно, имат они повеќе гинат од сообраќајки него ли од тепање. Како копшиите на север. И како бугарите или од 1990 година. Многу се нападни во возењето и тоа има. Но се они као некој вид на лилјаци имат одредени сензори што одредени се кочи, се застанува, тоа е уметност. Кој што не е добар возач не може во Кабул или во околината да вози, че мора. Имаш информации дека преку ден американците се газди во Афганистан? По улиците, по патиштата, посебно по овие автопатишта што нели го поврзуваат Афганистан. Тоа е голема држава, колку 33 милиони жители. Толку е. Плюс минус, затоа што сега бегат може и на помоци ќе остане. Да, патиштата преку ден на пример до која ќе почне видливост од прилика од 5 са бајле утрината, затоа што таму рано се разденува и ама и рано се стебно, значи дока е 5 држат афганските сили. Не држат американецот, не излегува на не излегува на терен. Не. Афганистанските овие. Славната во наводници афганистанска полиција, афганистанска армија, која се растури за една недела. Се растури. Тие држеа, дека држеа тие и потоа се повлекуваат, па ноќески излегуваат другарчиња во другата страна и така да они контролираат. Го нема они Афганистан под контрола. Говориме за талибаните. За талибаните, да, за талибаните. Имавте контакти, имавте борбени дејства, нели? Не се говори многу за тоа. Имавте борбени дејства со талибаните? Лично да, имав искуствено 4 реални напади имав на истиот камп, значи 4 реални. 4 реални напади на талибаните. Да, 4 реални напади и од лош, полош и најлош што се вели градација. Многу имаат еволуирано во воена тактика, многу имаат еволуирано начинот и во како тоа го изведуваат, многу се по-стручни. Какви борци се? Зашто гледате, тие ја освоја власта во Афганистан, што се вели кокул од карти се сруши. И сега нели сите говориме дека афганистанската армија била лоша, дека се распаднала, дека тие бројки, дека имало 30.000 биле нереални, дека на крајот имала некаде 80.000 борци. Тоа нели се овие анализи кои ги прават светските медиуми, од Reuters, од Sky News и така натаму. Но никој не кажува какви борци се овие од талибанските структури, талибаните. Ве сте имале 4 конфликти со нив. Какви борци се талибаните? Идет на фактор на изненадување, реков, значи они прават исто и еволуираат во војната. Значи на почетокот го бев, они напаѓа со кола. Кола ти доаѓа и ти удара на влез. На влезот е нели секоја база е најјака на влезот. Они мислат дека има една врата, но после таа врата уште има 4-5 простори како лавиринти што не можеш да ги поминеш. Они мислејќи дека така два пати не удираат, 2012 мај месец беше и после 2017. Како ве удират? Мислам со прво иде со автомобил бомба. Да, со автомобил бомба. Иде автомобил бомба удара, они се на страна и после они влегуваат и секогаш во четврки. До сега во четврки работат. Некој го вози автомобилот бомба или Да, го вози и гине. И гине со со него иде, со него иде. Значи има човек во автомобилот и гине со него. И се залетува на вратата. Да, на вратата, точно на вратата. И ја првиот пат затоа што постап на камера имаме, ја промашува вратата, па се враќа во рикверс, убаво се паркира и се дига во воздух. И тој лета со колата. Да. Значи тој што вози. Да. И прави штета нормално на цивилно население, затоа што ние сме окружено со цивилно население, што многу ми е жал за. А рековте работат во четврки. Во четврки, да. И потоа чека четврка од страна и одма влегуваат. Значи има автомобил бомба, значи возач на автомобил бомба и 4 луѓе кои седат од страна. Да, со фул наоружување. И тоа многу јако. Затоа што јас
тврдам, сега нормално дека тврдам затоа што Сигурно. сум бил таму, Сум бил таму. имам и други работи, информации, имам релевантни со подсевни бацачи. Значи на ракети тие на времето 30 мм што се под автоматска пушка со такви влегуваат, со такви почнуваат да пукаат, што прави страшен проблем. Прави експлозија. Да, па со ракети. Значи мора паника да направи. Па прави и влегувам, иде во пробив, докај може да се пробие. И сега имаме ние огради некои специјални што ја пропушта експлозијата, бластот го пропушта, ама човекот не може да помине. Значи четворица се обидува да влезат у базата, односно во приватниот камп. Да. Тие знаат дека ќе бидат убиени. Знаат дека е само one way ticket. Значи знаат дека ќе бидат убиени. Точно. И влегуваат. И влегуваат. Тоа е јака психологија на колку се они посветени на идејата, на каузата. Спремни да загинат. Спремни. Они се отпишани. Они се самите од себе отпишани и влекуваат што поголема штета да направат. И ако не може на крај, он бомбата ја чува во него на крај. Да. И се разнесува. И се разнесува. Имаше некои снимки што ги гледавме како е ранет и за да не падне во ваши раце си има разнесува. Да. Не ги објавуваме тие снимки, нели бидејќи се грозни снимки, меѓутоа имав можност све е извадено. Па нема, тоа е он гледа работи си ја врши својата работа, нели зашто е пратен, прави штета колку што може максимална. Од другата страна доаѓа одредена неутрализација, но сепак е он жив затоа што не знаеш колку е жив или како, нели он е веќе доле и во крајно нешто он зима. Можно е да се надрогирани, бидејќи имаше многу приказни војната 2001 година, нели да бидеме честни и поштени, дека дел од тие муџахедини кои биле тука, дека дел од тие структури Босна биле на други. Но има многу приказни дека овие луѓе кои се самоубици, кои одат, нели знаат дека нема да се вратат со карта во еден правец, дека голем дел од нив се надрогирани, дека така напаѓа, дека таа енергија, еуфорија што им се создава на тој начин, на еден вештачки со одредена стимулација, хероин, бидејќи или таму се тие макови полиња, како велат, подобро од македонскиот мак и афион, единствено е во Авганистан. Дека тие и контролира дел, дека биле под некоја дејство на такви супстанции. Па логично е така, затоа што нели немаме понатака правено нешто истражување, нам не е дозволено сето тоа да правиме истражување или крв да се зима дали бил по одредени супстанции, не. Но по начинот како што они напаѓаат, да, затоа што после експлозијата таму гори. Земјата гори. Тој бос влегува. Тој четворица влегуваат боси. Значи тој не користи обувки нешто, значи тој влегува бос. Зошто тој има традиција или? Па побрзо да се движат нешто во главата има и дали има таков адреналин напукано во нив. Мора да има одредени стимуланси за сето тоа. Све искршено, стакла, оган. Оган имаш, железа имаш таму. Нема што нема. И он трчи, значи поминува низ капијата што е направена и влегува. Низ просторот поминува. Тоа е за тој дел кај што бенигно ќе одиме малце понапред за последниот напад што беше во. Ја гледав снимката, мислам од триангли, нели? Да. Они значи точно почињаат за тоа беше нели ги кажуваме почетоците, сега одиме на крајот колку се они кога се веќе они многу поинтелигентни, пообучени. Значи некој нив им прави точна стратегија како да биде нападот. И кога? Ова е 2018 последната. 2019 да, во септември месец се случува, 2:3. Значи некаде пред близу 2 години. Да, близу време. Од 2012 до 2019 година тие веќе се значи многу пообучени, многу поистренирани. Да. Се таму на снимката не можеме нели да пуштиме од оправдани причини, пошто од безбедносни камери и така натаму. Се гледа како доаѓа и паркира камион. Да, цистерна. Да. Камион, да не прецизираме, камион. Да. Доаѓа го паркира камионот. Да. Излегува од камионот. Доаѓа до зидот, гледа лево десно, дали е точно на таргетот кај што му е поставен паркиран камионот. Значи он однапред знае каде треба да го паркира камионот. Да. Затоа што они знаат дека од другана страна е тоа што се вика ранливо место или слаба точка на кампот. На кампот. Да, точно знаат каде се слабите точки.
Првиот затоа што нас не удира претходно во јануари 2019, тука промашија, тука беа 10 метри поназад и удрија во зграда, не го отвори, затоа што да беа 10 метри подоле, ќе беше отвор, ќе беше пат. И им се отвараше, немаше што да штити. Но од брзање, од премногу адреналин... Значи тие доаѓаат со камион, Да, камионот има експлозив, има тоа многу. Па, солиден, да не речеме од 3 тона. 3 тона експлозив имаше во камионот. Минимум. Минимум. Иначе со тие 3 тона експлозив, он го руши зидот. 4 зида ни удри. 4 зидот. 4 зидот кои што вториот или третиот зид беше составен од контењери. Значи по цела должина на кампот имавме контењери што беа наполнети со земја. Значи не е тоа се, ајде да не одиме во висина, во ширина, па мислам дека има над 2 метра или некај 2 метра контењерот. Значи, Што е наполнет. Значи зид има, Имаш еден зид, па втор зид, па вакво и после него имаш уште еден зид, голем, висок 6 метра. и он 4 зида ви 4 зида. со камион со 3 тона Со 3 тона. Не отворија како конзерва. ко конзерва. Значи, Ткоски, третиот пат што го велите, Да, за 10 метри За третиот пат понапред. понапред го става камионот. Да, ама и тој гине со нив. И тој гине со нив. Тој нив гине. Сега прават уште попаметна страна, оди, гледа, го застанува, го гаси светла, затоа што беше 10 саат, гледа дека е на линија, Се виде дека сега излага. дека се Од излага, театри го да. гледавме Си ги ние. зима влечките Си ги зима влечки. и јала бега. И тој преживува. Тој преживува. Тој е само за тоа поставен, да го постави и да избега. А потоа доаѓаат другите. Тоа значи Ткоски дека некој внатре од кампот нив им има точно нацртано што е, како е, себе не може да зборите, но ако знае каде да стави или сателитски Па ово мислам гледа. дека и сателитски они го имаат кампот. Значи, веќе се како оспособени. да оспособени се сателитски снимки се зима од кампот и они точно ги гледат кај се тие ранливите точки, кај што може лесно да се пенетрира, кај што нема зграда, Тука кај ви што прават значи дупка. тука да прават дука и влегуваат од сосем друг правец. Од друг правец. Од скоро од средина, од позади и директно влегуваат во средина на кампот, што е многу лоша работа. Значи четворицава. Четворицата влегуваат во овакво и тука се одвива една борба што за жал врвен румунски специјалец што го обезбедуваше румунскиот консул, зашто румунскиот консул живееше кај нас и тука несреќно загина човекот. Значи ви гинат луѓе тука. Да, Колку имате? па четворица имаме. Значи 4 од нивна страна загинат. 4 да, наши. И ги убивате таму. Тоа тоа е Тоа е борба. Тоа е борба. Они влегуваат, прават, ние сме должни, ние по правило не смееме ни еден куршум да го испукаме надвор од камп. Значи мора да сам. Мора, единствено кога ние тоа е многу лошо што секој си втор. Значи секој мора да нападне. Мора некој да нападне, не можеш што велат пред време да знаеш кој е тој, како и тој, мораш да чекаш да нападне и потоа да се браниш и нормално ние многу внимаваме затоа што има многу клиенти, се создава хаос, темница, затоа што они претходно напаѓа преку ден. Ни беше полесно. Потоа смени тактиката, напаѓаат ноќеска, кај што е многу потешко за одбрана, немаш видливост, се гаси струја, се гаси ова прашина, многу прашина се дига, видливоста е малтене на нула или на... Чуткоски во тие 9 или 10 години тие веќе имат сериозно напреднато. Да, стратегија. Во обрука, во стратегија, во оружје и така натаму. Во се. Значи веќе станува збор за една мокна и силна војска. Па да, они веќе употребуваат претходно на сликите исто така имаш и бомби обични, него и динамит направено има тие калапчињата што беа, тоа се динамити што се со разорна моќ и тоа ни го запали кампот. Значи кампот вас ве беше уништен. Да. Моравте да го напуштите. Па клиентите го напуштија веќе клиентите кога немаш доход, приход на средства и тоа е што се затвара самиот камп. Држевме уште месец дена да видиме што како ќе биде. Требаше да почне да се гради, почна или да се гради да се расчистува и тоа е таа несреќна околност. Тоа е интересно, на пример, преговорите со нив почнаа 2019 година. 2020 година нели финишират. Откако почнуваат преговорите на американската администрација, како претходница се појавуваат СИА, нели, го вадат овој од пакистанскиот затвор кој сега еден од главните нели играчи. Да. Духовен или како да го наречеме, Као втор човек се појава, као втор човек, не како прв човек, туку не како втор, да, од Пакистан пред 3 години што го извадија. Го вадат пред 3 години од Пакистан, го носат во Доха, во Катар и таму се водат нели овие преговори. Да. Ко почнува да се водат преговорите,
така се информациите, нели, јас не ви прашано, вела дека талибанците не нападнале ниту еден странски војник, ниту една странска структура, туку единствено што напаѓаат или афганистанска полиција, или афганистанска армија, или суди, обвинители, администрација и така натаму. Да, мислам дека последниот напад беше кон нас извршен, септември месец 2019, од тогаш натака нема ни еден напад, по мое сеќавање. Ни еден напад на странци? Не. Но меѓу нив беше класично чистење. Чистилиште. И тоа сега пред да дојдам исто имаше напад на еден, и тоа во близината на зелена зона, тоа го викат зелена. Во близината еден, дали беше гласноговорник на Министерството за внатрешни. Пази, они пред да влезат, значи тоа више се бројни денови, знаеме дека они условно ќе влезат и они му прават напад. Значи чистате на Да, чистате. Едноставно нешто им сгрешил малку повеќе, не можеле да дочекат и влего они се пушкара цела ноќ. Тие значи си имаат список кој треба да го елиминира. Значи они не одат да елиминират на памет или да елиминират така по случаен избори. Па возилата не се слични. Нисам, вака визуелно се исти возилата. Они што ги користат афганистанците и ние по основ на квалитетот. Значи они користат дали сега ќе правам по спецификација на армирани B6, B7, B8, B9, ние користевме B9-ки, значи екстремно квалитетни возила, они користеа B6-ки затоа што се малце и поевтини за одржавање за нив и они рачунајќи дека Што значи тоа B9-ки? Тоа значи квалитетот на блиндата. Значи со блиндирани возила. Без блиндирано не може да. Не се движите во. Па не е здраво затоа што сепак ќе спомнам една ситуација дека 2018 или 17 исто така возач афганистанец зима еден наш македонски граѓанин и еден мислам дека беше од дали од индиец или не знам, не ме фаќате за збор. Ги има однесено и предадено дали на талибани или на обични краци и земат они ги киднапира луѓето и ги убија. На лице место. Не на лице место во нива таму некако глупости не би одел во детали затоа што може фамилијата ќе гледа не само за ситна пара. Ги предава афганистанецот со тоа ги викаат они soft skin или возила без што не се блиндирани. Еден од убиените тука. Да. Од Македонија. Да. Затоа го раскажувам. Да. Значи го раскажувам овој. Да, значи и тоа кажува фактот дека апсолутно не е безбедно да се. Кој имаше еден период кога тие прекинаа да носат странци како логистика што ја нарекувате и почна да си користат афганистанци. И имаше еден случај кај што афганистанец бидејќи да влезете и вие во тие кампови, како што вие мене ми објаснивте, тоа е една процедура за една ригорозна контрола. Страшно ригорозна. Па тоа се случи успел да внеси динамит Па парче по парче он го внесол со да не речам со години може еден исти човек. Како може да помине? Прво он има многу се зближува пријателски станува со структурите што вршат проверки. Многу е пријателски. Условно што ти треба да ти донесам од надвор, овака ти треба да нешто, он прво почнува тоа. Се здружува. Да се здружува и потоа парче по парче внесува динамит и прави солиден елек и им влегува сабајле. Дали беше во 5 и нешто и убива дали 4 или 5 американци. Како успеа да го внесе динамитот? Па го внесува во крагна, во кошула го става така да не се фати они нели го Они претресуваат, они си работат луѓето работа. Не, они претресуваат сето тоа, ама нашол модус, начин да влезе исто. Сега ќе бегам од тема исто во Серена во хотел така се случи на една нивна прослава нивна нова година афганска им влегува 3-4 малолетни пиштолите 6.35 од малите во чевли ги имаат во доле, во чевли ги имаат овако. Ги ставено. Да, во чевли со тоа што они знаеле дека X-реот фаќа од например од одредена висина што е например од тлото на нозете например на 20 сантима. И они доле ги ставаат во овакво во чевлите ги камуфлираат и не ги фаќа, да. Радорот X-реот не ги фаќа, да. Не ги фаќа, не детектира дека има метал, дека има нешто, влегуваат исто така дали 4 лица или 5 имаат извршено. Овие што се од администрацијата претходна на Ашраф Гани кој заминува, кој ги елиминираат овие. Најчесто ги елиминираат со автомобили бомби.
Автомобили или сега по-ретко употребуваат за нив него магнетни бомби, што е многу чиста работа. Магнетна бомба. Да, магнетна бомба. Доаѓа, му ја лепи магнетната бомба и тука е. Го крева ваздух. Завршена работа цяло. Затоа што е гушва таму не можеш нормално да се движиш како кај нас на пример од семафор до семафор 30-40, секогаш си полека спор и они знаат од прилика на кои точки е тоа што се вели тесно грло, кај што мораш да намалиш или да застанеш. Или возиш со 5 на сат, со 2 на сат, што многу ти залепува. Да, ја залепува и туку завршува приказната. И завршува приказната. Да, он за 3 секунди прави експлозија и Го крева ваздух. пак го поместува, зависи од јачината него. Значи, после преговорите во Доха, тоа е 2019 година, или кој финишира 2020 година, тие веќе се спрема дека ќе бидат власт. И почнуваат да ја расчистуваат, вела, са некои од овие анализи кои јас сум ги читал по странските медиуми, вела дека тие биле велемајстори на психолошка војна, каде преку страв и преку подкупување, всушност го разорија афганистанскиот систем. Од една страна оди, прави масовни убиства, сечи раце, екстремитети и така натаму и така натаму. Од друга страна ги подкупува сите овие структури кои се во битни позиции во хиерархијата на армија, на полиција, на локална власт и така натаму, и така му го и корумпира и му го урушува системот. Они се мајстори на занајето, значи починуваат со сите тие работи, значи што ги најави, што ги кажа. Прво страв. Значи страв се Значи стравот е број 1. Втора работа, они не да подкупуваат, него дури им зимаат рекет за сето тоа. Дури тие моќници одредени мора да плаќаат за да ја има милоста од нив. Не се талибаните така многу сладкоречиви да режливи да користат. Ја би рекол дека се они повеќе на страв. И кој не сака се знае дека они доаѓаат до секој они пошто сака. Како каже Вито Корлеоне во филмот, ќе му дам понуда која не може да одвие. Значи тие им даваат понуда кој не може да одвијат во ниеден случај. Затоа многу убиства се случија на судии, на јавни обвинители, на елиминира се. Се што им беше на вакво. Братот на Карзаи преден пред конјот там. Преде тој помина. Па тоа е таа се гледа дека ерозија во системот, кој како се предаваат, значи многу лесно се предаваат еден кон друг и гледавме ние некои фотографии, тоа се убиства, значи мислам фотографии или видеа или снимки кои ги даваат, нели, кои се објавувани на светските медиуми. Генералот Достум, кој го сметат за еден од големите херои на војната против русите, муџахедините и така натаму, тоа е едно огромно богатство. Сте имали ли вие прилика, пошто се обезбедувале ви личности, да имате контакти со дел од овие афганистански генерали, афганистански функционери и така натаму, и дали навистина се точни тие приказни за огромно богатство кој се кај нив? И многу повеќе од тоа. Од она што може што се вели умот наш да перцепира за одреден генерал колку може да има богатство. Овој Достум. Да, многу повеќе од сето тоа што можеме ние. Има модено, да, таму на Состаноци, он беше на времето главен фактор за одредна регија за Мазар Шариф, но мислам дека во последно време синот негов, ја не знам тоа титулите како си ги предаваат од татко на син, синот негов почнува да ги води преговорите со одредени политички структури што се видни личности во Авганистан што доаѓаат. Значи синот негов внатре, да, сум бил, има во Мазар Шариф му беше седиштето. Во Мазар Шариф на стариот, а синот во Кабул, мислам дека Кабул. Во Кабул. Во Кабул, да, во Кабул и значи вие сте биле во Кабул. Да, во Кабул има влезено внатре. Овие фотографии што ми ги покажувавте, тоа се фотографии од кај него? Да, од него, од внатрешноста. Оној аквариумот колку е тама, 10 метри? Па повеќе, он е поделен, мислам дека е 20 метри, телевизорот му е со 2 метри висина, 4 метра должина, моето конјот златен, 24 златен. Значи конј изграден ко споменикот на Александар Македонски со Букефел. Значи Букефел таму 24 карати злато има. 24 карата. Тоа е непроценливо богатство. Тоа е непроценливо. Како ги правеа тие пари? Како ги правеа? Нормално со договори, со дилови, со помеѓу структурите, нели, америчките или европските, не е битно која е структура, доаѓа да преговара и им продаваат приказни. Ја мислам дека они нив им продаваат приказни, ти да ми го држиш тој реонот, за да биде мирен, за да биде вака, јас ќе го држам, дајте ми одредена сума на пари, нормално. Значи американците им плаќаат. Плаќаат. И овој ќе преви, на пример, дека има 10.000 војници.
Па тоа е многу лесна работа, тоа е нешто и најмалата работа, на пример, што тоа може по другите го прават, има отприлика цифра што може да плаќа за 10.000, он дали држи 5 или 6.000 Другото остава од джеб. Да, па не може па. И затоа мислам дека и последната донаторска конференција што беше пред Нова година многу слабо од земјите членки што сака да донират, не донира скоро да не кажам. Тамо се милиарди. Па милиарди тука и Билиони, сите сите земји почнуваат полека да го стегаат, што се вели, ременот и да не дават, затоа што самите гледа дека има многу корупција. Еден пример ќе речам, еден службеник од структуриве на НАТО, не би сакал земјата да му спомнам, не е битно, оди на состанок со заменик министер, некој си во Авганистан. Договара нешто дали за агрокултура или не е битно, и сега по негово кажување доаѓам на состанок и го гледам министерот со Ролекс, па проценка него од $14,000 нагоре, а ја идам со обичен часовник од $100, $200. Значи тој што му дава пари. А јас вели, моите граѓани, дел од данокот оди кај нив, но не оди на право место. И тоа, ова го кажувам, ова е пример пред 3-4 години. Пред 4 години, пази, они пред 4 години се освестуваат дека парите одат на погрешно место. Дека нема реализација, дека системот, еве го, 20 години е многу вештачки. Туски, кој би можеле споредба да направите на афганистанците? Со кого би ги споредиле, нели, за да можеме да сватиме за што станува, за каква една структура? Јас имам чувство дека те нема чувство за држава. Дека се тоа одредени племиња, нели, племиња не во негативна смисла на зборот, кои сами нели се нарекуваат племиња, дека си постојат, таму има, не знам, 40% паштуни, па има 33% таџикистанци, таџици, па има Узбеци, хазари, има и така. И дека сите тие се држави во држави што функционираат. Дека таму нема некоја натрешна кохезија која ги прави како една заедничка, Не може тоа. Они секој против секого е. Не можеш да одиш, на пример, од еден кварт во друг, апсолутно. Ќе те убијат. Да, ќе те убијат, ако не си. Нарочито па од град надвор, значи нема. Него чувството за државност, они не знам кој им продал некоја лоша приказка дека некој друг ќе се грижи за нив. Тоа е многу лоша работа. Тие само крадат. Па или ако не крадат, они некои се работници, значи имам ја добри пријатели, тоа не би сакал во негативна смисла да зборам. Има дечки што се окей, ама тие дечки се за логистика, тие не се борци. Ја нема то ни таа свест дека треба да се борат. Дека треба да се борат. Да, тој Бајден го кажа. Нема свест. Не можеме ние да се бориме за нив. Да, жал ми е. Име дававме, да, како вели, име дававме најскапата опрема, име дававме најдобрата опрема, име дававме. Афганистанската војска, значи, регуларно располагала со одлична опрема, како дури мислам дека на Fox News во интервјуто Трамп велеше дека приближно годишно на Афганистан за војни потреби се трошело колку бил годишниот буџет на Русија. Тоа е многу пари. Тоа се многу пари. Да, излегоа ни еднашка, тоест последниот пат кога беше, дојдоа на крај, нели, на крај кога се условно расчисти, дојдоа специјалната НДС. Тоа се специјалците. Да, специјалците влегоа кај нас како да ни дадат поддршка, нели, да исчистат, како они крајно кога беше овој нападот. Да, последниот напад кога беше, дојдоа со дронови. Значи спремни, фул. Дечките беа спремни, облечени, средени. Во однос на разлика, гледаш, мала компарација ќе направам во минатото, доваѓа со норвешки контингент, тогаш мислам 2012 специјалците од Норвешка доваѓаа да го исчистат тој дел од кампот, а сега сами дојдоа. И спремни, многу поспремни. Затоа што првиот пат нивните инструктори ги буткаа со клоци за да влезат внатре, ги удираа, ајде, а сега сами изработија работава, условно сами. Ние го исчистивме кампот, беше, нели, кога не се чувствува овакво, него со дронови имаат понапредна технологија. Мила дека таа специјална единица каде имало битки со Афганистан, односно со талибанците, дека ги има добиено тие битки, но дека е малобројна, дека малобројна, таа не може да се, таа исто како нели нашиве специјални единици одредена бројка број од до не е битно, што е таа за внатре за град, дечките се супер, одлично обучени. Пар екселанс. Значи истренирани во тој дел. Во тој дел, да, нема спорно. Но таа е мала бројка, ако немаш ти логистичка поддршка од нормална војска, што би можела да застане на што се вели на браникот да ја одбрани државата, сами од себе, они не направија ни еден пункт да направат нешто, некоја
да сопрат нешто, ништо ја дадоа, не изволте. Вие бевте во Македонија, па се враќате во Афганистан. Да. Како сте 2 месеци тамо, 1 месец дома, Да, 2 отприлика месеци еден и тргнав назад, тоа беше 4 август, да. Тргнувам јас за натака, нели, ние се допишуваме колегите што како е, да, окей, и нели се враќаш на работа, почнуваш сама гледаш дека додека патував ја имало напад таму, еден, нели, веќе знаеме дека само за кон афганци, мислам знаеме. Одат кон афганци, затоа што немаме ни од 2019 напад кон вашите кампови. Кон наши кампови, значи нема се тоа окей, се е тоа смирено. Доаѓам таму и веќе се слушаат нели од внатре муабетите, заземале овој дел го заземале пакистанска граница, граничните премирни под нивна контрола. И они полека ги сечат сите работи. Значи се што треба да влез излез кога ти не можеш земјен пат, кога не можеш ти камионите да ги возиш тек така да сигурен за да ти донесе храна и ред други работи, ти полека стануваш зависен од нив, они ги сечат сите. Значи вие доаѓате на 4-ти? Да, на 4-ти, на 5-ти, да. На 5 август е таму. Да, 5 август. Сега за да можат нашите гледачи нели да разберат, нив неработни денови им се петок и сабота. Петок и сабота. Да, петок и сабота се. Да. Недела е работен ден. Недела прв работен. Значи битно ни е да потенцираме бидејќи Кабул паѓа на 15-ти. На 15 август, тоа е недела. Да, на 15, на прв работен ден паѓа. На прв работен ден. На прв работен ден паѓа, ние добиваме информација. Претходно нели почнуваат ова клиентиве, нели нормално не ти дава задолжение затоа што нешто не штима и нормално ради нивна безбедност они си имаат нели своји интели, своји дојавувачи што им кажуваат како оди што оди и они викаат окей, сега не е безбедно, ние останувате секој каде, ние остануваме во еден камп, они се во друг камп, ние сме во друг. И сега почнува доаѓа информација дека за 72 часа ќе се повлекуваат како америчките сили од првата одбранбена зона кај што е. Значи имаме таму бевме ние во зелена зона и ќе се повлекуваат, веќе станува нестабилно за 72. Но тоа се врати. Ќе се вратиме за зелена зона. Кога вие одите во Афганистан, кога се враќате на 4 на 5 август, значи оваа година пред 3 недели. Какви се проценките, бидејќи проценките се на 8 јули излага председателот американски вели дека афганистанската армија може барем уште пола година или една година да се бори и да одржува власт во Афганистан. Проценките беа дека таа структура навистина може барем месец или два да остане власт за да може да се направи евакуација, повлекување и така натаму. Лоши проценки. Тоа беа лоши проценки. Лоши. Катастрофа лоши проценки. И нам ни ги дава тие проценки. И вас ви ги дава? Да, дека не ти дава директно дека до тогаш, него е окей, може да продолжиме, имаме шанси да продолжиме да работа, значи кога ти дава дека е окей, ние сме тука, не одиме, можеме да работиме и преку ноќ се менува сето тоа. Преку ноќ, условно преку ноќ. Да, преку ноќ. Они преку ноќ добиваат, Гани кажуваше уште, нели, ако е во недела тоа прогласот дека е паднат Кабул и нормално Афганистан со сето тоа, они во четвртокот Гани кажуваше дека јас сум тука со вас. Тоа е лажење да излезеш на телевизија и да кажеш на токав аудиториум дека ти си овдека во државата. И ти ќе останеш малте не последен дека ќе чуеш. И дека нема потреба да се плаши. Да, нема да се плашите ние тука и одеднаш те нема. Кој е таа психолошка, што се вика, психолошки удар на луѓето? Дисторзија во моментов луѓето, вау! И тука е паднат и моралот и на специјални единици и доаѓа тој проглас, предадете се. Сите службеници, пази, сите државни службеници. Во недела, првиот работен ден. Има проглас до сите службеници да си одат дома, така? Да си одат дома. И војска, и полиција, све. И хаос. И станува хаос во градот. Значи, оние снимки што ги гледаме по улиците, коли свира, тоа се случува во недела, значи кој им е првиот работен ден. Првиот работен ден, они доаѓаат нели нормално на работа во 8-9 и после веќе од 10-11 станува. Има проглас. Проглас, сите напуштете. Да си одат дома. Да си одат дома. Падна Кабул. Падна Кабул. Да, падна Кабул.
Тие, значи, неколку дена претходно веќе се на преградијата, се веќе дојдени во преградијата на Кабо. Па ние као не ни очекував они во саботата веќе кажува дека се тука, ама не се него во неделата веќе ние знаевме точно дека се во на што велат портите на Кабо. Ние сме на портите на Кабо. Коски, ние можевме тамо со Дено Јарачиново, значи бевте специјални единици. Ова е град од 3 до 5 милиона. Не може град од 3 до 5 милиона да падне за еден ден. Значи, и најлоша армија. Значи, најлоша армија во светот. Еве, од кај да земе? Од Хаити, од кај да земе некоја армија? Може да го брани 2-3 месеци. Ова падна за еден ден град од 3 до 5 милиона. Не може ни они да го освојат. Што многу тешко се освојува. Апсолутно. Многу тешко се освојува. Многу е полесно да браниш нешто. Многу е полесно. Но веќе кога ќе ти пенетрираат внатре, готово завршено. Тие веќе влегуваат. Не, готово. Веќе се внатре, немаше чекпоинти, нема тие пунктови што ги има. Се е паднато. Се е паднато. Фрлени пушки, фрлено Тоа оружје. е распад на систем. Распад на систем прв пат, значи ова ми е добра лекција во живот, значи имам многу доживеано, немам се, многу имам. И ова ми е прв пат вакво да видам што се вели распад, тотален хаос. Тотален хаос. Што се случува? Што се случува? Значи војска, полиција, служби се. Нема ништо. Жените почнуваат да се враќаат дома, ставаат бурки. Бурки одма, нема. Гледам тамо ги преворосуваат, ставаат други излози кај што претходно имало некои бутици за женски. Страв, па како нема ништо. Значи све се. Во секунда они си знаат на време што им следува. И овие што се внатре, кои претходно биле за Афгани или биле за американците, преку ног стануваат талибанци што се во Кабул. Па тоа доаѓа исто како да се поголеми католици од папата, исто тоа и нам ни се случи, имав немалку проблеми, да речем, ајде, сепак малку. Претеравме без овакво, имаше од тие што го викат ни секоја ретревизор од страна го искршија, го исекоа таму со Кога се движите? Да, кога се движиме тука во Тоа се домицилни, кои Да, домицилни, да. Кои биле лојални пред Да, лојални, да, се и не знам некој си гнев што немаше потреба кон нас да го искажува. Ами со вие возите тамо четворица со полна борбена опрема, не Па можеме не. И доаѓа стар човек, значи. Стар човек, да, и го крши. Го крши да, ретровизорот. Па што да му правиш сега? Немаш основ за нешто друго затоа што ти е нели блиндирано возилото, тој не може да влезе. И толку викаш ајде, нека оди на тоа, што е тоа е таа благодарност што толку години луѓето биле таму. Добро, Боби, што е таа зелена зона? Спомнавте два пати зелена зона. Што е зелена зона во Кабул? Зелена зона е одредено место каде што се наместени дел од амбасадите, не сите, него да не речам околу 80% се амбасадите таму сместени, нели америчка и НАТО базата која што сега пред предавање на власта стана исто америчка база. Американците ја презеда ги излекува сите надвор само американци и таа ќе остане во склоп на американците. Значи таа е зелена зона каде што ти е гарантирана безбедност, сигурност, исто можеш да поминеш. Тамо се првенствено американски војници. Внатре да, него има од сите структури, велам дете има афгани што не чуваат, внатре работат исто кампови, хотели. Во рамки на таа. Да, хотелите се значи. Да, значи хотелите се исто таму има и таму. Значи уставно речено безбедна зона. Да, безбедна зона. Доека не решија да напуштат. И сега значи вие имате информација дека во 72 часа ќе треба да напуштите, да. дека треба да ги напуштите кампоите. Да, затоа што до тогаш имаш обезбедување, потоа немаш. Американско, условно американско. Условно речено под нивно водство. И тоа се случи многу порано nego тоа го. И значи не трае тоа 72 часа, туку па мислам на 24 тука пукна сето тоа. Значи после 24 часа се повлекла. Да, од саботата, да, они тргаше од саботата. Требаше во саботата и сега таму докај понеделникот до вторникот да биде нешто тие 72 како доаѓаат. И веќе во неделата, пажи од саботата немаше ни 24, не моравме веќе да се повлекува. И веќе тоа се рушува. Се рушува и ти вели од точка А мораш од тој да одиш во точка Б. Добро се имаше нашиот борд на директори, главниот беше на нашата компанија, што сето тоа нели дава он команди како извршен на сето тоа од еден хотел претходно го имате организирано, значи тоа се вика contingency план за излекување. Вие каде сте во тој момент кога на почетокот на 72 часа вие сте во вашиот камп, така? Да, во кампот. Затоа што нели клиентот не ти дава не ти дава задолженија и ти нормално си стоиш во кампот. Си седиш во кампот и чекаш на негова. И кога вие добивате да речеме налог и инструкција дека треба да се повлекувате.
према аеродромот? Па мислам дека тоа беше дали 11, не ме фаќате збор после или 11 или 1 тука некако, значи во неделата. Во неделата. Да. Значи вие треба од кампот кај што сте, додиме во друг камп. дојдете во друг камп, Пошто е во близина на аеродромот. за да може полесно да се евакуирате. Точно, тоа е околу 4,5 до 5 километри. Кога бевте во кампот, овој првиот камп, колку сте оддалечени од аеродромот во камп? 4,5 километри. Од првиот камп? Од првиот камп. 4,5 километри? Да. И вие треба да се префрлите во друг камп? Да. Што е тотално во близина, што се вели што сме први до нив. Првите до аеродромот? Да, првиот до аеродромот. Иначе вие се префрлате во тој камп? Се префрламе со малце тешки маки, тоа е затоа што е хаос. Некаде 3 км, значи ако е 4,5, ова ако е 700 метри, тоа значи дека околу 3, да. 3,5-4 километри. 3,5 километри. Да. И како ги поминувате тие 3,5 километри? Тука сте веќе во полна опрема, фул опрема. Да, фул опрема, се со да, и спремна за евакуација со сите наши работи, ствари што ги имаме. Панцир. Да, панцир. Со сите Како се издржав со панцир таму? Па као во сауна да си исто така. Сауна? Да. Тежок панцир или? Па мојот е лесен, значи на нас лесни панцири, но квалитетни, но не е битно ти си затворен. Каков и да е панцирот, не диши тој, не може. Не диши организмот. Ма не диши тоа. Како во сауна? Па ја мислам дека изгубив килограм или 2 течности за тие 3 сати, да. Да. Кога излегов од таму, Ковски, значи мора да биете во панцир, така? мора, тоа е процедура. Значи процедура. Тоа е за животно осигурување, ако нешто се слежи, компанијата за да ти исплати мораш да почитуваш што се ка стандардни operation procedure, SOP се тоа за вака. Значи мораш тоа за да не дај Боже и да ти се случи нешто. Кога ќе дојде за life insurance, дали бил по процедура облечен, да, бил, имал, да, ќе му исплатиме, инаку нема исплатиме. Значи вие тргате од вашиот камп, тоа е Да. 3,5 километри, одите во другиот камп. Да. Нема полиција по улиците? Нема ништо. Нема ништо. Хаос. Хаос е полицијата. Хаос, довикување, викање, свиркање. Кој како може да стигне да се проби? Па беше буквално кој како се, затоа што се раздвоивне, не можевме сите во група да одиме затоа што бевме голем контингент на движење, не можевме. И кој како се снајде, некој продолжија право, ние отидовме од друга страна, се снајдовме по некои патишта такви споредни улички и мислам се и погреб плюс не начека таму, па моравме да чекаме погребната и погреб не начека сега на сета белја и мораш да чекаш, тоа факт е од должност, од култура наша мораш Тамо се илјадници коли. Да. Ма добро ни се дека Колку патувате вие тие 3 километри? па скоро 3 сата, ако не се лажам. Скоро 3 сата. Скоро 3 сата. И стигате до тој последниот камп пред да се влезе во овакво аеродромот. На аеродромот. Значи последната во тој камп морате да го оставите оружјето или се уште го имате оружјето? Па таму поминавме уште една вечер. Се собравме сите плюс или минус кои порано нели успеа да стигнат, кои до вечер стигнавме сите и се случува една неубава работа, мислам се неубава работа сега. Афганците од обезбедувањето го оставија оружјето и кампот остана тотално небранет. Си замина. Си замина, не можеш нив да ги држиш, затоа што страф ова, затоа што се појавија талибаните, ноќта кога дојде талибаните се појавија на Капија. Пред Капија се Да. На улица. Не влегуваат. Значи не влегуваат натре, Не. туку ви седат надвор пред улица. Да. Што викаше Љубе Бошковски, доста димовска покрајна, јапонско следење. Тоа вика, кога ве следи, вие знаете или ви става до знаење дека ве следи. Значи они се надвори стојат. Да, они се надвор стојат. Информации само добиваме дека овие го оставиле оружјето, ги замоливме нели нашите гурки дали ќе сакаат да земат оружје, нормално и они одбија и цела ноќ ја поминавме така на штрек. На стендбај ситуација да. Со пиштол до. Со се пиштол оружје, значи фул опрема и чекаш. Може да се спие во Афганистан да речеме цело време без пиштол до вас? Не е препорачливо. Не е препорачливо. Можеш, ама не е препорачливо. Значи пиштолот е на надкасна. До столчето. Секојаш се мораш цела опрема, не само за пиштол, значи цела опрема и кога ќе нема струја да знаеш точно кај си ја ставил за во дадена ситуација да можеш да ја ставиш на себе. Затоа што ќе се случуваат некои работи си има случувано што мораш точно да знаеш. Значи вие сте 700 метри веќе од сме доаѓаме до 700 метри од војниот дел, се создава од оној познат аеродром во Кабул, што ги гледаме снимките. Точно. И веќе таму почнува другиот ден хаос.
Хаос почна. Почнува хаос, не можеш да добиеш и сега ние Како тој аеродром? Тој е опкружен со големи зидови. да големи зид не може. Војска го чува. Војска американска. Да, да, амерички, инаку Турција, азербејџанци, они беа главни. Значи дел на НАТО. Да, дел на НАТО, но дојдо американците тие контингентот од 3000 луѓе и британци што ги пратија, значи и британци имаше на тој гет исто британци. Значи од Доха што ги пратија? Да, британци и американци беа во делот на нашето излекување и ние нели требаше да добиеме сигнал која ќе се направи тој зелен коридор, нели, green light да добиеме зелено светло дека можеме да безбедно да поминеме. Се Уткоски, тоа е 700 метри, нели помеѓу они последен камп кај што се наоѓате, така? Да. И До влезот на аеродромот. Да. Вела дека тие 700 метри се поделени на два дела. Основно, да, они ги поделија сами, премолчено ги поделија. Во преговори американците и талибанците. Да, до каде они може да одат со оружје, каде може да одат без оружје за талибаните. Во првите 350 метри талибанците може да имаат оружје. Да, имаат и они го контролираат сето тоа. А во овие другите 350 метри до аеродромот што се значи Прават контрола само со палки, со тие такви без работи. оружје. Без оружје, за да нема одредена иритација кон британците и тие такви работи, да не дојде до... Мислам, фер, од двете страни фер, до тука можеш, да не пукне некој па гурот. да не дојде до некој немил настан, знаеш, некој Се да... има таму оние видеа што ги гледавме со вас. Значи седат наредени на 50-100 луѓе, Над 100 се. на 100 луѓе. И шета сега еден талибанец, Шета. нема пушка, нема ништо, има едно стапче ко учителките на времето што има или камшиче, што ли беше? Камшиче. Камшиче. Да. И мафта тука со тоа камшиче, тоа е седнати тамо собрани и не мрдаат. Не мрда. Не зборат, значи кој страф им имат, кој страф им имат набиено, значи Со тоа, значи, со еден талибанец, едно камшиче тамо колку 200 луѓе ги има под контрола. па тоа затоа што не знаат да го сочува се, им дојде животот и на нив. Им дојде живот. Им дојде живот. Во Овие лоша снимки смисла. што ги гледате се возат талибани во Луна парк. Па добро, они се сепак луѓе што живееле таму во планините и малку Дојде живот сега. Дојде живот и за нив малку да Дојде видат живот, што е. Да, има. Да видат целата. И сега тие 700 метра. Вие мора значи да ги помините без оружје. Вие мора да го оставите оружјето и без оружје да напуштите. Да, нема шанси со оружје да излезеш. Апсолутно тогаш веќе си мета. Тоа си војна цел. Па да, имаше малку тоа стани пани околу сето тоа, зимај, ставај, давај, тука го оставаме, не го оставаме лево десно, ајде, тоа го надминавме, се договоривме го оставаме сите и оружјето, нели, нормално го оставаме, не можеш можеш да бидеш во цивилна облека веќе, нема веќе ништо да милитантно да покажеш плюс или минус. Не сакаме да правиме одредена, нели, агресија ние кон нив. Потоа видов дека ниту они кон нас, но немаш некоја си квалитетна информација. Да имавме ние некоја си поквалитетна информација, ние се базиравме на одредени предпоставки. Предпоставките од минатото не се добри, сега некој да ти кажува вака ќе биде, онака ќе биде, а си се печел толку пати и нели дали ќе му дадеш. Да, имавме ние лоши малце проценки за некој. Значи вие го стават оружјето. Да, ние го ставаме. И тргате према аеродромот. Тоа е 700 метри. Како одите со пешки, со коли? Се делиме на две групи. На две групи. Првата група оди со возила и беше договорено да оди првата група со возила, како нам ни е обезбедено коридорот да одиме да ги оставиме нив и возилата се вратат по нас, затоа што ја останувам во втората. Значи првата група оди со возила, ги остават тамо луѓето, треба и се враќаат во вас. Така треба. Така беше планот. И заглавуваат они таму. Немаме контакт повеќе со нив затоа што они се под джеймери или тоа немаат радиоприемниците не работат, телефоните не работат, ништо не работи. Ради безбедност да не дојде некоја си бомба. Значи они доаѓаат до аеродромот. Они се пред вратите, они се тука паркирани пред вратите, супер наредени се на линија, но се заглавени. Им се блокирани сите средства за комуникација со нас. Значи се немаме автоматски се прекинуваат. Автоматски ние немаме толку блиску, а толку далеко. Зошто за да не можете со телефон бомба нешто или Па да не можат останатите нели не ние него талибаните нешто да направат плюс. Тоа се американски нели технологии што блокираат сигнали. Па тоа е имате мобилен телефон не функционира. Ништо не функционира и таму
таму ништо не функционира и не можеш да добиеш реална проценка на ситуација или известување што таму се случува. Значи тие не се враќаат назад. Не се враќаат, они се заглавени, остануваме ние како пешадија. Значи тие 700 метри кои можете пешки да ги поминете за 5 минути или за 7 минути, за зависи кој во каква кондиција вие сте истренени луѓе. Можете како ги поминувате тие 700 метри? Па пред нам ни доаѓа една одлука од менаџментот, ајде, оставајте, ќе одат прво возила, па во средина, пешадија од нас и на крај пак уште нешто возила ќе одат со тие такви работи да се стават и да се даде наредба, нема носење ова, куфери ова, се оставајте да бидеме полесни помобилни за движење. И добро, ајде, нешто ставивме во камионче, они се наредија таму и викам на мојата екипа барем да им ставам работиве за да не им се исфрла, да не им се, затоа што луѓето имаат нормално опрема, скапа опрема што те пријатно. Да, имаме опрема и викам ајде да се однесе, идем таму, се пробиваме, излегуваме. И моментот на излегување од капија. Да. Не чекат 30-40 талибани, не чекат. Надвор се. Надвор, не снимат. Има и снимки затоа што таа снимка ја добив од нивни луѓе од таму. Те се веќе вооружени, пошто се на 700 метри, тоа се тие 350 метри. Они се наоружени. И сега тоа е... Вие го имате оставено оружјето. Да. Без оружје, одиш да поминеш таму, значи без оружје и не си во кола што е блиндирана. Пази, ние сме на отворено. Значи може некој да... Може, на првично никош не знаеш кој има од фамилија, како има, некој загубил, некој не загубил, дали ќе има момент на освета затоа што веќе ти има натацна. Се враќате, земате дел од опремата? Не, прво одиме до таму. До каде? До да се споиме. Пази, ние одиме сега, од тука излегуваме, они даваат еуфорија, нивна еуфорија како паника. Да, еуфорија, паника, сте паднале, вака, значи они знаци покажуваат и еуфорија, сето тоа. Одиме, ајде, окей, тоа сме. Се излекуваме, стигнуваме сето тоа до таму и се преструктурираме кои се како се, што сите сме како што треба и така, после јас се враќате, зимате и стигате. Кога стигате до аеродромот, да раскажеме таа приказна нека. Доаѓате до аеродромот. Добро. Кој тамо контролира? Тамо е американска, односно британска војска, овие 3000 луѓе што се донесени, велите азербеџанска, турска. Да, во аеродромот таму кога ќе се помине веќе капијата, веќе си под нивна што се вели юрисдикција на американците и британците. Колку ги поминувате тие 700 метри? Колку време ви треба? Па ние вака брзо стигнавме, ама чекавме таму пред капија уште може 3-4 сата и таму. Пред капија за да влезете во... Да, не пушта, чекаме сите. Тие афганците се на страна, тој составче што ќе ги имаат тем, ние сме во средина. Во средина? Да, ние сме во средина, ние чекаме во средина, коректни се. Овие што се качува по тркалата по авионот. А тие се од друга на страна влегуваат. Тие од цивилниот дел. Да, од цивилниот и они ги бркаат цела ноќ за да може да ги исчистат за да можеме ние да полетаме. Добро, реални се тие снимки или измонтирани? Реални се, тоа. Нема чувство на опасност. Како нема? Нема чувство на опасност. Не, они имаат вродено што се вели чувство да не препознава опасност афганецот. Кога влагате во аеродромот, има британски и американски дел. Да, тука е поделен за летовите. Они се за британски се поделени и за амерички. Сега што ти носи едното, што ти носи другото, благодарение на колегите што они го направиле веќе истражување и веќе знаат што е како и рекол да одиме преку американците затоа што побрзо би требало да се стигне до нашава дестинација, затоа што ваму одиш 10 дена ќе треба во карантин да седиш. Ако идете со британците 10 дена карантин, ти е гарантирано. Исто малце построг режим на излегување, влегување таму кај што си во карантин. Мораш некој да те следи кај да отидеш, а оваму е во Доха за нас е малце потопличко, ама со можност за побрзо излекување. Значи вие одите со американскиот? Да, ние се одлучуваме. Значи одите на американскиот? Да, ние се одлучуваме и одиме за Доха, летаме за Доха, влегуваме во
17 во C-17. култните Авиони. авиони, да. И што мене ми беше малку чудно сега прв пат влегувам во таков, не сакам да се правам дека многу се судбил. Влегувам и одиме, гледам од страна седишта, ама ја меѓу последниве и зафатени. И сега очекувам некој седишта, ама нема платформа е. И ми вика тој главниот струјар, шефот, sit down. Каде бе, викам бе, sit down, но гледам, доле. И сите нормално седнуваме, он зима, не испоседна, по толку на ред, по четворица, изима јажето, и не врзо, од еден крај до друг пушта сајлата те врзо. Зашо е врзо? Па при полетување да се држиш, па Да то се ти е држиш. единствено, па нема зашто да се држиш. За да не можеш да... Па да не летнеш некаде, да не се превртиш, сега може Колку се големи се тие авиони? огромни се. Огромни, а? Да. 863 имаше. Па да, дека имаше, првиот. тоа е за жалење, тоа мислам што ги ставиле толку луѓето. Тие се транспортни авиони. Тие се транспортни што првенствено се за камиони, за тенкови, за тие такви работи, да. Но една чудна работа што многу меко полетуваат и слетуваат. Значи многу меко. Многу меко. Немам видено, јас летам низ години со милион авиони, условно така да може да се каже, имам сати многу прелетано. Толку меко полетување и слетување немам видено. Со тој авион. Со тој авион. Толку горе едино бука што има. Значи бучи горе дојде. Да, бучи. Мислам бучи воздух затоа што нема добра што се вика звучна изолација, нормално дека тој транспорт нема да му прават како комерцијална звучна изолација, да имаш слушалки или ова, но е сепак подносливо. И окей. Кул, мислам, како искуство. Значи со таков транспортен авион ви имате меко полетување, меко Меко полетување. Зошто имаат поише гуми? Што е? Па имат, мислам, да 6 гуми. Да не може 6 или 4, не знам, странично и убаво слетуваат кога ќе слета е многу меко. Вие треба дојдете за Доха. Да, летаме за Доха и пред Доха да слетаме не упатуваат до Кувајт, уште саат и пол возење до таму, мора до Кувајт Сити. До Кувајт Сити, таму на аеродром слетуваме. Како образложение, нешто има гужва, најверојатно од претходните не може да ги процесуираат за афганците. Треба да ги процесуираат. Да, процесуираат и ние сме на стендбај. Сега не си во Кабул, во Кувајт и чекаш таму уште 2 сати. Чекавне 2 и нешто и после не враќа назад и тоа ни се изложи патувањето многу ни се изложи. Ама тоа е тоа 4 сати имаш до Доха, сат и пол, 5 и пол, 2 сати и после Како се организирани американците? Одлично. 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 И во Кабул, и во Доха. За нив се можем најдобро во системна организација. Не да може нам такво нешто да не нема шанс. Значи точно знаат, има Точно протоколи за се. имаш процедури, протоколи и нешто да сгреши, нас не сгреши не ставија со афганската група, не со сите на куп таму и афганците и нас. Па после имаме, па може пола саат до саат проблем додека излеземе од таму. Ние да се убедиме дека ние не сме афганци, гледа дека не си афганец, нормално бел си, поинаку личиш. Не, вика оваа процедура мора да ја поминете. Нели температура, мерење, бла и после да те праќа. Да вратат назад во авион. Но добро, како? Вие сте на список, да речеме, кога влагате на аеродром во Кабул, има некој на список, ви има дадено или со овие беџови што ги имате, можевте да... Затоа што вака ситуацијава, те по пасошите гледат, по беџови беше претходниот пат, значи вие не знаете со кој лет ќе летате? Не. Значи се вика манифест. Идеш таму одиш се пријавуваш. Значи организирани се, многу се организирани. Те пречекуваат во на аеродромот. Се качуваш имаш терминал. Ја поминувате вратата, значи капијата или како да речеме. Да, идеш исто како на аеродром, значи исто тоа е аеродром, зграда аеродромска, само воена. И влегуваш имаш лева и десна страна. Лево иде за Британија, десно за Вие значи одлучувате за американска. Ние одлучуваме и одиме од десна страна, не пречекуваат. Нели америчка војска вика добро вечер, пасоши имате, да, сите сте со пасоши, да, имате патни исправи, повелете тука да се запишете и ти става баркод. Една бела ваква ти става баркод, еднашка се упишуваш на манифест, после за саат време те вика уште еднашка да те провери дали си сето тоа како што треба и потоа идеш на авион, влегуваш. Значи тоа е бесплатно, така да државата го организира. Значи, 2 пати. Да, 2 пати. Поминуваш низ таа процедура. Претходно нели доле срчинки имаш за опрема да не има нешто од тие такви работи. Авионите се веќе паркирани на писта. Паркирани, да, и не чекаат да се наполни. Значи полните полетува доаѓа друг. Да, доека ние уште се спремавме, мислам уште 2-3 слетува. Има дојдено. Да, има дојдено. Значи циркулира, не на организирани, тука се број 1.
за таа работа се брои 1. Значи доаѓате Доха, Доха доаѓаме тука со помош на сте во кампови и така Да, не средуваат нели одма тестови брзо за ковид, процедура тука почитувам. За ковид тестови ни прават, нели ти дават смештај во кампот, во дел од кампот, значи одвоени сме од афганистанците. Само сме интернационалци, не средуваат. Имаш топла вода, што велам, се е топла, не можеш ладна да најдеш таму. Да, у Доха. Да, какви не може да. И потоа почнува постапка за наше излекување. И од Доха доаѓате во Скопје. Да, не прво во Доха не влечат, од кампот не носат во хотел. Во хотел не носат во Доха. Таму не, и од Доха на аеродром до Скопје. Значи има постапки, не може тек така на пример да. Секоја го враќате филмот назад. Или вие сте последните, значи од 4-5 август до 15 август паѓа Кабул и веќе тие 2 дена. Колку од патот на Кабул вие колку уште останувате во Кабул? Јас знам дека на 21 бев дома, така во Скопје. Во Скопје. Значи 6 дена. 6 дена, значи 5 дена сум така во движење од Кабул до вамо. Мислам дека од 15 до 17-18 ми се чини така дека сте во Кабул. Во Кабул. Значи се ми е прелено затоа што се ми е деној нема спиење, само ностоп се движиш и да, и Добротковски од сегашна временска инстанца имаш опасност да загинете, да речеме, во тоа пробивање од Кабул? Загинаа луѓе, имаше такви некои информации? Не, немаше, може да се случи... Се пука, нели, во близина на аеродромот, не се знае кој пука, вика дека Афганистан, дека талибаните пука. Имаше пукање. Имаше, да, дента од таму 16-17 имаше пукање, ама тоа е веќе америчката војска што ставаше одредена линија за да не влекуваат, за да не влезат во војниот дел. Значи он имаше пукање, се пукање да во воздухот, значи куршумот нема очите. Војниот дел значи нема ова качување по авиони и така натаму. Не ги пуштија нормално, они направија што се вика линија и не ги пуштија, не им дозволија. Мада на прво нешто влегува првиот момент, но потоа ги исчистија, мислам дека сега е веќе под контрола. Веќе под контрола, но првиот е хаос, хаос да заврши. Да, хаос, да. Па морат они тоа да го решат, не им даваат. Добро, сега овие бегалци горе доле да завршуваме. Овие луѓе што се качат по авионите, што се качат по тркалата, толку ли луѓе нивни афганистанци работеа по американските амбасади, по кампови? Бидејќи вака испаѓа дека пола Афганистан има работено за американците и сака да се... Не, ова е од економска причина, мислам дека се таму 90. Тие што се на вистина што работеле, тие не може да се пробијат. Нема шанса. Што вика, питомите не можат од дивите да се пробијат. Овие значи бегат од економски. Их само економски нема врска. Нели приказни, сега симнали униформа, афганистанската армија бега и така. Ма не им е во интерес они сето. Тоа имаат одредени глави они што си ги ловат ако не избегале, тоа што се направиле зулуми. Инаку завиен, па нив им треба администрација, нив им треба работна сила што ќе ги работи. Голем дел од афганистанската армија ќе се претопи во мислам Тоа веќе под нивно, да, мислам дека они си веќе претопени. Ги повикуваат да работат под нивна юрисдикција. Значи тоа веќе се претежно економски Мада и не можеме да ги немаме ние како они би ги да се направи некли проверка, да е таа проверка квалитетна, дека тоа е кој ќе направи сега проверка? Кој ќе направи сега? Во кој систем? Тоа е хаос таму, значи тоа ништо не функционира, се е срушено. Систем нема и така натаму. Ништо нема. Спасивте глава? Да. Во Афганистан? Па многу 10 годишно работење и овие последни 10-15 дена кога се руши еден систем, кога се повлекува. Па хаосот е многу лошо во тој хаосот ако си на погрешно место и во погрешно време, значи можеш да има шанса да се загине? Има, голема шанса. Тие што работат во кампови не, затоа што они се нели затворен систем и многу лесно за евакуација, они се под палка на америчките или на британските. Ние што сме надвор за нас беше малку лошо, затоа што не можеш. Кој дел ви беше најлош, да речем при евакуацијата, најопасен? Кој дел ви беше според вас најкритичен дека може да загинете? Па најкритичен беше затоа што ние се возевме во автобус што не беше блиндиран, значи тоа беше критична работа
од зелената зона во другиот камп. Значи од едниот во другиот. Да, на 15 што се движевме, значи можно беше, ако не да загинеш, него да те каменуваат и така, значи постоеше поголема шанса, но добро што не ескалира. Да беше наредниот ден, ќе ескалираше, ќе беше хорор. Сигурно. Да. А овие 700 метри, 700 Тие 700 метри не би рекол дека се екстремно во психа, но гледам нели кога излегуваш дека они не го вперува никој оружјето, само они ја дига таа еуфорија дека нели они нешто завземале, дека нешто ние сме гупитници и дека си одиме. Секој си го гледа својот филм, нели ти викаш окей, заврши приказната, си одам дома. Он вика еве ги овие окупаторите си замина, но беа коректни. Но не ја знаеш приказката ноќеска кога ти е застанат пред врата што ќе биде, како ќе биде. Цело време стои. Он цело време стои, не те напаѓа. А до сега такво искуство немам, јас знаеш, кога ќе дојде, јас знам дека он ќе влезе. Он е дојден за тоа. Но од друга страна сега имаат цврсти наредби дадени, што они максимално ги испочитуваат. Дечките максимално ги испочитуваат, така да проблем за нас немаше проблем. Психолошки сега кој како може да го хендла сето тоа, да го надмине. И сега вака за крај. Што се случи всушност? Според вас, во една реченица, што де факто се случи во Авганистан? Ја продадоа куќата оние тоа. Ја продадоа куќата? Ја продадоа куќата. За 20 години, за толку пари, ја продадоа, изгубија буквално се. Никој начин не име виновен. Не, никој не име виновен, но они имаат, они една убава реченица имаат. На македонски ќе кажам за вака што имат во Доха кажано, мислам таа една стара поговорка, вика вие го имате часовникот или часовниците, ние го имаме времето. Во превод значи вие имате сета воена технологија што можете, но вие не можете цел што се вика долговечно да останете. Значи не можете бесконечно да останете во Авганистан. Кога? Тогаш, а ние го имаме времето и го имаме голиот живот. И они оде на таа карта и после 20 години таа карта им е успешна. Затоа што од друга страна премногу станаа мрзеливи, премногу брзо дојдоа до одредени позиции и премногу се најадоа со амерички или со европски пари и не сакаа да се борат. И нив им е многу полесно да земат, да избегат и да го остават народот во немаштија, во сиромаштија и во уште поголеми проблеми. Гладните секогаш победуваат. Гладните да. И факторот време. Факторот време што овие беа погладни и играа на фактор време. Време, вика, ние го имаме целото време на и победија. Победија. И поише им се исплакаше на американците кога видоа дека тие 20 години не направија систем. Не направија систем. Зашо? Да се договорат со тие што контролира терен. Па тоа беше го пуштија пред 3 години од пакистански затвор, ше може. Заедно го апсеа со пакистанците, го ставија пакистански затвор. Колку беше таму 7 години, пред 3 години го ослободија. Втор човек сега у хиерархија. Да, втор. Главен преговарач. Да. Го донесоа во Кабул. Го донесоа во председателската палата. Пред неколку дена, нели има шо Sky News, Да, и си терат, агендата ја терат. Си терат агендата. И многу побрзо ја терат него ли што се разговори со шефот на ЦИА кај што договара детали да заврши тоа до 31 август, ако нема некое пролонгирање. И ќе заврши. И толку ќе се стопира сето тоа. Уткоски беше задоволство. И мене. Многу среќа. Благодарам. Ова беше интервјуто со Бобан Утковски. Мислам дека сега ви е многу појасно што се случувало во Авганистан, што се случувало во Кабул, аеродромот во Кабул, оно повлекување, хаосот кој таму се случува, урушувањето на држава. Значи се она што е инвестирано 20 години, милиарди и милиарди долари инвестирани од Соединетите американски држави и од Вашингтон, во Кабул се сруши во рок од 7 или 8 дена. Ова ексклузивна приказна ви ја раскажа Бобан Утковски. Се надам дека сте задоволни, се надам дека ви се допадна. Ново дружење, дали четврток, дали недела, се уште е подготвителен период на емисијата во Центар. Официјално почнуваме на 1 октомври. Во зависност од тоа дали ќе имаме информација, дали ќе имаме добри интервјуа, во зависност од дали ќе имаме одредена ексклузивна анализа, ќе имаме емисија во четврток или во недела, ќе бидете благовремено информирани. До четврток или до недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.